Ова изложба и овие дела се на некој начин разглас кон рушење на стереотипните сваќања во општеството за менталните болести. Станува збор за ликовни дела кои што се креирани во психијатриската болница во Демир Хисар во периодот 2024-2025 за време на сликарските работилници кои што со Центарот за креативни индустрии ниво генерално секоја година ги организираме. Би сакала да нагласам дека покрај 9 штитеници кои што вечерва изложуваат на оваа изложба, прикажани се неколку дела кои што се креирани од моја страна во психијатриската болница и неколку дела на уметникот Тони Попов, кој што на овие две работилници беше ментор на работилниците. Физиогномија е една дисциплина која што вели дека врз основа на надворешните белези може да се согледа карактерот на човекот. Преку насликаните портрети ние можеме да дознаеме нешто многу повеќе за психолошката состојба и карактерот на авторите кои што ги работеле. А потиснати соништа, како поднаслов, доаѓа од представите кои што беа изработени од страна на авторите во кои што се прикажуваат архитектонски прикази, генерално на куќи, и тие се отпосле вметнати во приказната и мислам дека се неодделни затоа што баш по тие проекции на куќи може да се согледаат потиснатите соништа на самите автори, бидејќи го сликуваат она што најверојатно тие го немаат и она по кое што тие копнеат, а тоа е нели топлина, дом, разбирање. За време на сликарскиот процес, јас осознав многу за луѓето кои што беа учесници. И мислам дека тоа ослободување при сликање, нели при креација, ги ослободува и самите автори да се отворат и да споделат приказни за, како да кажам, за она што тие го носат во себе. На некој начин сликите го рефлектираат внатрешниот свет на авторите и можеби тоа е од поголемо, овие слики се од поголема важност за луѓето кои што се бават со психологија, за да може да да ја проценат нивната состојба, но работилниците се важни доколку би ги имале во континуитет. И кога ние би можеле да ја осознаваме нивната емоционална состојба, тогаш може да ги согледуваме нивните трауми и можеби можеме да се навратиме до онаа прва точка во која што настанала психозата или болеста и на тој начин преку разговор да им укажеме, односно да ги ставиме во позиција за тие сами да разберат каде лежи нивниот проблем. Целта на изложбата не е да покажеме некакви уметнички достигнувања, бидејќи нели сепак е ова, ајде да кажеме, се аматерски слики, но се драгоцени затоа што ја покажуваат кревкоста на човековата природа. Со оглед на тоа што нели станува збор за одредена група на луѓе и се надевам дека и доколку би имале понатамошни работилници не само во психијатриската болница во Демир Хисар, можеби во Бардовци, во други институции, ќе можеме да формираме арт-брут колекција или можеби да формираме галерија на уметност на арт-брут или на луѓе, на уметност креирана во психијатриските институции, што во светот е веќе добро познато.